прв комисијата за избори и именување во собранието предложи 3 членови. Се однесува на комисијата за антидискриминација, заштита, превенција, спречување од дискриминација. Меѓу тие 3 членови беше и Џихан Ахмет. Таа подоцна поднесе оставка, но вие сте член на оваа комисија за избори и именување во собранието. Што се случи? Вие не гласавте. Да. Која е причината? Вака, на 3 декември беше објавен оглас за да се пријават со соодветни услови за да се пријават кандидати кои што после треба да го поминат филтерот од собранието за да бидат избрани како членови на комисијата за заштита од дискриминација. Јас колку што знам беа пријавени 19 члена, 19 кандидати, собраниските служби изфилтрираа 14 и потоа на 20 јануари одржавме јавна расправа каде што тие 14 кандидати беа испрашувани, ги преснуваа своите програми и така натаму. Сега работата е што за тоа дали некој кандидат ги исполнува условите не одлучуваат пратениците, туку одлучуваат собраниските служби и не знам како Џихан Ахмет го поминала, значи првиот филтер и таа се најде меѓу тие 14 кои што говореа во собранието на 20 значи јануари во комисијата сега говориме. Да, во комисијата за избори и именување. Да биде јасно. Во комисијата за избори и именување на јавна расправа кај што треба да ги презентираат своите програми да бидат испрашувани колку се компетентни и така натаму. Ние после дознавме затоа што CV-та не ни беа испратени, значи после дознавме дека таа воопшто не ги исполнува условите, затоа што мислам дека се бара околу 7 години работно искуство во областа на човековите права, таа воопшто нема такво нешто. Работела како професор во средно и како асистент на факултет и од тоа работно искуство нема воопшто, значи нема ниту еден час работа во тој дел, во таа проблематика. И тоа убаво се виде на самата јавна расправа каде беа поставувани прашања, таа основни работи не знаеше од темата за човекови права. За потоа беше предложена и потоа кога ќе заврши јавната расправа, има рок од 14 дена максимални самата комисија за избори и именувања да направи како список со кандидати кои се предложени кои што треба да се гласа. Беа предложени 3 кандидати, меѓу кои и таа беше предложена од колегата Ќоко. На следниот ден беше комисијата. Ќоко од Влен. Да, од Вреди. Да бидеме прецизни, да. И следниот ден таа беше изгласана. Добро. На 21-ви, но на седница на комисијата, но бидејќи имаше огромен притисок во јавноста, таа после неколку дена си поднесе оставка. Добро, таа поднесе оставка, но е важно како влегла во тој тесен круг. Знаете како, јас не сакам да ги кривам собраниските служби. Собраниските служби воглавно во собранието се компетентни. Но за комисијата го Јас мислам дека се работи за притисоци. Добро. Затоа што собраниските служби го прават првиот филтер, значи тие првични 19, Добро. колку го поминале филтерот. И таа се најде во тие 14 кои што наводно исполнуваат услови, де факто не ги исполнува, така да и сакам да кажам дека не е ова прв пат. Затоа што јас веќе во втор мандат како пратеник во собранието, убаво се сеќам дека можда и за оваа комисија, за слични вакви комисии, и во времето кога беше на власт СДСМ, ние гласавме членови на овие комисии кои што не ги исполнуваа условите. Вие гласавте Левица? Не, собранието гласаше, јас никогаш. Бидете прецизни кога говорите, да. Значи не дека ние гласавме, собранието гласаше и тоа се луѓе кои што и беа членови на комисии, некојаш председатели на одредени комисии кои што истераат цели мандати, де факто не ги исполнува условите и најчесто беа предложувани од страна на ДУИ, но мислам дека имаше и од страна на СДСМ. Еве гледаме дека историјата се повторува, само сега наместо ДУИ ги имаме Вреди, тоест Вреди. Добро, но како се случи комисијата, вие не бевте тој ден во комисијата или бевте? Бев само делово, бидејќи имав и други обврски. Имаше представување тогаш Ахмет, кога вие бевте? Да. Добро, и како се представи? Како да ви кажам, проблемот е тука како го поминала филтерот.
Добро. А филтерот дали ги исполнува условите го прават службите. Не, добро, сега се фокусираме на комисијата. Добро. Вие во комисијата ги немавте незините... Сивијата, значи ние... Сивито го немавте незино. И за оваа комисија, за други, јас сум правил напори да ги добијам сивијата навремено. Добро. Еве, например, исто за кандидатите за народен правобранител, за да ние сами оцениме кој од кандидатите ги исполнуваат условите и како да ви кажам, малку тешко се доаѓа до сивијата. Мислам дека баш заради оваа ситуација, че ние имаме една неубава пракса да ги кршиме и законите де факто и за овие комисии кои што очигледно не ги третира собранието како нешто толку многу сериозно, да бираме кандидати, дури значи членови, дури председатели кои што не ги исполнуваат базичните услови, че тие кандидати како што е оваа кандидатка требало да паднат на првиот филтер затоа што не ги исполнува условите да биде воопшто кандидат, но таа ги поминала, се најде на јавната расправа во комисијата на собранието и фактички тука се разоткри дека ниту ги исполнува условите, ниту има било какво прашање за нејзина компетенција. Добро, ние пак не ми е јасно зошто ако не ви даваат биографии, зошто воопшто членувате во таа комисија? Или зошто на самите состаноци не кажете дека одбиваат да ви дадат биографии и заради тоа не сакате да присуствувате на таа седница, да одржите пресконференција за тоа? Ништо нема се постигне ако напуштиме комисијата, затоа што не е само така. На тој состанок, велам, на тие состаноци каде што не ви даваат биографии. Власта никогаш се нема коригирано. Ние имаме протестирано, имаме земано збор, кога после ова, тие тројца кандидати ќе дојдат пред пленумот, пред собранието да бидат изгласани де факто како членови. Ние сме земале збор, сме алармирале многу пати, сме напуштале седници, значи нема никаков ефект. Поентата е дека јас тоа го сваќам посебно затоа што тука ставам паралела помеѓу односот на ДУИ со СДСМ или тука вреди со ВМРО да помине дека обично ова е како еден вид на задоволување на коалиционите апетити. Тие членови или председатели на тие одредени комисии обично имат добри примања и и кандидати кои што не ги исполнуваат условите за да обстане меѓу владината коалиција, меѓу тие две партии се гласаат работи кои што буквално се незаконски. Ние не само тоа, сме имале ние и кршење на деловникот, секакви прекршување на законите, уставот, деловникот сме имале во собранието, ние суд не се прогласува за надлежен, така да не можеме ние никако практично да реагираме, освен да алармираме во јавноста, како тоа и што се случи, и гледате дека сепак преку притисок на јавност имаше ефект и жената се понесе остав. Ние не видовме поставување на прашања од страна на пратениците. Само представниците на невладините организации поставуваа прашања. Јас имав друга обврска тогаш, значи само на дел од комисијата бев многу кратко, имавме предавање за надзорната улога на собранието од професорот Прешова, така да јас не бев, за жал. Но беа некои други од колегите, а тоа што некој не поставил прашање, јас колку што видов и салата беше празна, мислам дека и интересот беше многу мал. Значи овакви работи кои што треба да бидат суштински во собранието се третираат како проформа. Да. За жал. Токму е тоа прашањето. Со ова се покажува дека фактот што ние не започнуваме преговори со ЕУ, не ни заслужуваме. Не ни треба воопшто да започнеме преговори со Европската Унија и со поглавието 25 правосудство и фундаментални права, заради тоа што се покажува незаинтересираност на пратениците кон заштитата на дискриминација. Да, то да не се повторува. Во овој случај, има многу случаи. Има многу случаи, за жал многу работи кои што кај нас, кои што се суштински, кај нас се третираат како проформа или како еден вид парички за тој коалиционен договор, за задоволување на некои коалициони барања и така. За жал. Добро, критиките околу незапочнување на преговори кои сега ги спомнав, еруптираат овие денови со блокадите на граничните премини од страна на камионџиите, транспортерите, околу новите правила за влез во Европската Унија.
Тоа е една немила ситуација. Тоа е еден, јас колку што знам, систем за електронско регистрирање на сите луѓе кои што не се, значи збориме за Шенген зоната. Да. Збориме за луѓе надвор од Шенген зоната кои што ќе присуствуваат во Шенген зоната, кај што сега им се ограничува присуството во Шенген зоната, значи од максимални 180, значи од максимални 180 на 90 стални како последователни. И фактички нашите превозници, камионџиите кои што до сега беа третирани, мислам дека како нешто како привремени работници, има многу послободен престој, сега ќе бидат третирани како туристи. Така ќе ги регистрира системот, тоа ќе иде електронски. За жал, значи тие не се туристи, иако вака навидум изгледа 90 дена дека се доволно, значи тие не може да знаат какви може да имат застои по патот, може да, не де Боже, може нели да имат проблеми со моторното возило, секакви други ситуации кои што може да го одложат нивниот престој и сега испаѓа дека ако случајно надминат нели таа фамозна граница од 90 дена, ќе може да бидат протерани, депортирани, ќе треба да ги апсат. Не знаеме што ќе биде со нивната стока, значи тоа е една многу немила ситуација. Тука сме сите, мислам дека и опозицијата и власта на истата линија, дека ова мора да се коригира. Блокадата мислам дека ќе трае 7 дена. Се надевам дека некако ќе допре до европската бирократија нешто да се смени. Јас го слушав министерот Николовски зборуваше на оваа тема. Ако може да му веруваме, испаѓа дека владата повеќе пати, посебно преку него, се обидела некако да алармира за ова прашање, но за жал од ЕУ ние немаме слух. За мене ми е некако и несватливо, знаете, цело време ние наводно добиваме некои сигнали дека Европа не сака, дека Европа сака да го интегрира Западен Балкан, а тука нас практично не третираат како странци во ЕУ, не можеме да бидеме барем некоја како втора категорија, еве, со некои олеснувања за престој и така натаму. Не знам која е целта нова, дали во таа една огромна европска бирократија се работи за превид или е можеби целта да се заменат домашните превозници со странски превозници, со превозници од ЕУ. Во тој случај би се качила цената повеќекратно. Мислам дека некаде односот е 1:3, дека до 2 до 3 пати е поскап, значи превозот на стоки со камиони од превозници кои што се ЕУ превозници. Тоа би донело до проблеми со ланците на снабдување, до качување на цени во Република Македонија и не само Република Македонија, нели цел Западен Балкан, и сериозно би ги оштетило нашите економии, така да не знам како оваа ситуација ќе се решава. Максималниот датум е нели до 10 април. До тогаш треба целосно да се имплементира системот и еве сега имаме протест, се надевам дека блокади на гранични премини, се надевам дека некако ќе се коригира овој проблем пред крајниот рок. Значи, фокусот јас го ставам околу незапочнување на преговорите. Во овој случај жртви се сите од Западен Балкан, во ред. Но говориме, ние треба да мислиме и да говориме исклучиво за Македонија, она што е важно, е гордоста со која не се започнуваат преговори во оваа држава, благодарејќи на... А од друга страна, благодарејќи нели на така наречено зачувување на македонскиот идентитет, иако борбата е секогаш подобра да се започне и да се води во рамките на Европската Унија, наместо надвор, но сега сакам фокусот да го ставиме на какви привилегии имаат македонските функционери кои лагодно патуваат со дипломатските пасоши наспроти другите граѓани кои се од втор, трет ред, како ние сме граѓани од трети земји практично, кои се соочуваат со визи, со чекања, најновите регулативи на Европската Унија сега се и транспортерите. Значи фокусот околу незапочнување на преговорите е подобро да се стави. Отколку да се глуми жртва кон ЕУ. Не можам да се согласам дека зборуваме за така наречена заштита на македонските национални интереси. Би требало да се подсетиме дека кога беше објавен францускиот предлог, целата јавност беше против, вклучувајќи ја и експертската јавност. Ја не знам еден експерт, ЕУ експерт од тогаш, кој што беше за
и јасно беше кажано дека тој непристоен предлог треба да се одбие. Зошто вие сте дел од парламентот? Јас ќе ве прекинам зашто имаме повеќе прашања. Вие сте дел од парламентот. Зошто не го поништите едноставно? Францускиот предлог и преговарачката рамка. Вака, значи францускиот предлог и преговарачката рамка протоколот е поврзан со вториот протокол од меѓувладина седница која што се случи, каде што во записникот меѓувладина седница ние имаме нови барања од бугарската страна околу историјата, околу идентитетот, околу лустрација од Зошто не го поништите? Тоа е записник од средба на владата. Ако некој може да го поништи, тоа треба да го поништи владата. Иако ја не знам точно како би можело да се поништи записник, затоа што тоа е записник од средба. Работата е дека такви работи, значи дополна, тоа е еден вид дополна на договорот за добрососедство, не ни може правно да се случи преку обичен записник, но за жал капитуланската влада тогаш на СДСМ го прифати тоа. Сега, ама знаете како, вие ај само да се докаже, значи мора да се најде начин или некако правно да се оспори тој записник, затоа што меѓу другото ние имаме и декларација за македонските црвени линии и тука имаме еден судир на таа декларација кој што цел парламент ја гласаше. Ама дадете предлог, нова преговарачка рамка. Дадете и во владата нека ја усвои, собранието нека ја изгласа. Владата треба да го напушти, значи да се дистанцира ако е некако правно можно од тој записник, од вториот протокол, а ако не, еве ја ќе кажам јавно, значи ние треба, ако не може да се размрси Гордиевиот јазнок, тогаш треба да се пресече. Затоа што се алудира на договорот за добрососедство и во член 13 ние имаме можност еднократно тој договор да го укинеме. На крајот на зошто не иницирате? Ако не сте задоволни со апсолутно не верувам дека е можно некој трет протокол или нешто слично, затоа што за секоја измена на овие договори со Бугарија треба и бугарската страна да се согласи. Тие имаат резолуција која што и забранува на секоја една влада да воопшто преговара за условите со Македонија, едноставно и дозволува само со тие услови фактички да настапува, што значи ние немаме искрено многу можности тука, веќе кога настапивме толку лоше го прифативме овој непристоен предлог кој што мораше едногласно да биде одбиен. Во тој случај едноставно ни останува да го прекинеме договорот за добрососедство, тогаш паѓа и преговарачката рамка, со тоа ќе падне и овој вториот протокол. Добро. Ајде околу корупцијските скандали кои секојдневно ги откривате, тука се и корупцијските скандали кои ги открива и СДСМ преку бомбите, здружена опозиција практично против, како велите, криминалите на власта, но епилог никаков нема. Не ни очекувате, предпоставувам, или пак очекувате со новиот обвинител? Искрено не очекувам. Значи, ова е тој систем, ние немаме суштинска промена, значи имаме или СДСМ на власт или ВМРО да помане на власт, 35 години. Ако до сега не сме имале ендемска корупција, не сме имале коригирање на таа корупција кога некоја партија на власт, ја не очекувам и сега. Тие тендерски шеми кои што ние ги разоткривме со директорот на СОЗР Ивица Томовски, кој што има дадено на фирмата Сите Аутсорсинг дури 5,3 милиони евра вредност во тендери. Таа фирма кога била основана од неговиот татко, а сегашниот управител на таа фирма, значи имате едно чудо слики на Facebook гушнати, значи тој мој некој добар пријател. Значи тие тендерски шеми, значи тоа веќе јавно, тие не се ни кријат. Тие тендерски шеми за жал не се од сега, од одамна се. Ние мислам дека без разлика што секако добре дојдено е секој откривање на корупција кој што доаѓа и од СДСМ, сепак мислам дека за жал нема од нивна страна да дојде на многу слух кај народот, затоа што реално се менува една држава, едно општество се менува од позиција на власт, тие беа многу доскоро на власт до пред една година и искрено не видовме некои големи поместувања, ја би рекол никакви. Значи имавме многу слични шеми, претходно имавме двајцата братучеди, тука имавме сега шеми на двајцата браќа, имавме таа афера со внукот на Ахмети со купување на трговски центри и така натаму. Поентата ми е дека не очекувам ја никаква промена, се додека практично не дојде некоја нова опција која што не потекне од овој систем, тоа е лет на власт.
Добро. Ајде околу тука во овој контекст се и барањата за зголемување на минимална плата кои се игнорирани, процентот на сиромаштија скоро 22% и вашите критики за уживањето на функционерите. Говорите еве последните ваши критики се однесуваат на премиерот Мицковски за неговите часовници, неговата облека. Да се фокусираме околу потеклото на имот. Воопшто не се испитува и тие корупцијски скандали практично, еве, видовме дека ескалираат со случајот со 350.000 евра содзидани во родителската куќа на наводно исто продажба на имот, Ристов. а содзидани во зид. Да. Значи, ние интересно е дека во социјалистичко општество, кај што наводно не би требало да има такви трансгресии, претходните власти биле многу свесни. Ние сме имале закон за потекло на имот уште во 70-тите во Југославија. Тој закон подоцна е укинат. Ние имаме неколку пати давано најави за нов закон за потекло на имот, кој што ни е насушно потребен. Председател Тапасиев го има кажано и дека ние имаме излезено и со предлози до тогашната директорка на председателка на ДКСК, дека еве може како пример да се искористи законот од Југославија со некои нели измени. Имаме добивано одговори дека тоа е сложена работа, дека немало која комисија после да ги чешта тие документи и така натаму. Нашиот правен тим моментално работи на таков закон, само што не е работата нели да излеземе паушално чисто за политички поени, работата е да се изработи закон како што треба. Тоа за жал стварно е голема материја. Ние ќе земеме, значи моментално на предлог законот кој што се работи од левица е дека ќе земеме нешто да видиме корисно од тој закон што бил од Социјалистичка република Македонија од времето на Југославија и ќе земеме, има Србија многу добар закон за потекло на имот, каде што цвета корупцијата и криминалот исто така. Ама можеби тогаш е проблемот со примената. Значи џабе ви се најдобрите закони ако не ги применувате. Таму имаат на пример ако одреден дел од средствата не можете да објасните од каде е потеклото, можат или да се конфискуваат или се даночат дури до 80%. Така да некоја таква мерка ние ќе внесеме и мислам дека до пролет законот од левица за антикорупција ќе биде и за потекло на имот, ќе биде готов и ќе го предложиме усвоение. Добро. Ние сме на крајот. Благодарам за овој разговор, Крмов. Благодарам.